Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. На над 4000 сточари им се исплатени субвенциите за одгледување на крави и предадено млеко за 2024. Центарот за јавно здравје Прилеп ќе спроведува превентивна системска дезинсекција во општина Кривогаштани. Денеска заврши доставувањето на потребната документација за упис во средните училишта. Резултатите ќе бидат познати утре. Во Прилеп мајка оставила сами 3 деца. Дедото ги прибрал и пријавил во полиција. Млад скопјанец летал со 121 км на час при дозволена брзина до 50 км. Времето денеска топло и умерено облачно. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди и моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. На над 4000 сточари им се исплатени субвенциите за одгледување на крави и предадено млеко за 2024. На над 4000 сточари им се исплатени субвенциите за одгледување на крави и предадено млеко за 2024 година. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ја реализираше исплатата за одгледување и продажба на женски грла говеда постари од 12 месеци и предадено млеко од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година. Висината на директни плаќања изнесува 8000 денари по женско грло, кое на денот на поднесувањето на барањето има наполнето 12 месеци.
По оваа основа се исплатени 341 милион 536.000 денари кон 4.144 земјоделци. Центарот за јавно здравје Прилеп информира дека на ден 23 јуни во периодот од 21 часот до 4 часот другиот ден на територијата на општина Кривогаштани екипата од Центарот за јавно здравје ќе спроведува адултицидна теристичка од земја дезинсекција со цел уништување на комарци. Дезинсекцијата ќе се изведува со УЛВ апаратура за ладно замаглување, поставена на пикап возило со претходница на друго возило, означено со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени следните населени места и локации: Врабјани, Годилје, Крушејани, Обршани, Бела Црква, Пашиноровци, населено место Боротино, Славај, Кривогаштани, Депонија, Блато, пречистителна станица, пилана, резервоар, попатни канали и шамаци и места со стоечки води. Со цел избегнување на евентуални несакани последици, се информираат пчеларите да преземат превентивни мерки за заштита на пчелните семејства. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Денеска заврши и доставувањето на потребната документација за упис во средните училишта. Резултатите ќе бидат познати утре. Пријавувањето беше електронски и се спроведуваше преку порталот e-услуги.mon.gov.mk, каде учениците се најавуваа со собственичките користички сметки на schools.mk. Доставувањето на потребната документација до училиштата беше на 18 и 19 јуни, а конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места секое училиште ќе ја објави утре, 20 јуни. Второто електронско пријавување во јунскиот рок ќе биде на 30 јуни 2025, доставувањето на документите се планирани за 1 јули и објавувањето на конечната ранг листа и слободните места на 2 јули 2025. Пријавувањето во августовскиот рок, според објавениот конкурс, ќе се врши на 21 август 2025. Инаку оваа година економското училиште се пофали дека со своите струки и профили за упис на 9 одделенците, во првиот уписен рок бројот на пријавени ученици бил зголемен за 100%, како резултат на атрактивните струки, како што се економската, правната, заедно со дигиталниот маркетинг, кои прераснуваат во модерни и динамични професии. Две информации од полицискиот билтен. Во Прилепското одделение за внатрешни работи вчера прилепчанец пријавил дека неговата ќерка ги оставила трите мали деца незгрижени и сами во домот. Тој ги прибрал кај себе внуците и пријавил во полиција, стои во соопштенијето од СВР Битола. На 19 јуни во 1 часот и 40 минути во ОВР Прилеп лицето МА, 50 годишен од Прилеп, пријавил дека на 18 јуни околу 22 часот во домот на неговата ќерка со иницијали МА, во кој вонбрачно живеела со лицето СА, а кој бил на работа во Охрид, ги пронашол сами нивните 3 деца на возраст од 3, 2 и 1 година. Според пријавеното, тој ги земал децата во неговиот дом и се слушнал со неговата ќерка, која му кажала дека не можела да се грижи за децата. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Втората информација се однесува на тежок сообраќајен прекршок. Млад скопјанец летал со 121 км на час при дозволена брзина до 50 км на час. Имено вчера во 10 часот на патот Прилеп-Крушево, кај место викано Стопанство, полицијата го уапсила 20 годишниот СА од Скопје поради брзо возење. При сообраќајна контрола и преземени мерки, полициските службеници констатирале дека СА управувал со товарно возило Дачија со скопски регистарски ознаки со брзина од 121 км на час на место каде што максималната дозволена брзина е 50 км на час, посочуваат од полицијата. Лицето било приведено во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена пријава по член 297а од Кривичниот законник безобзирно управување со моторно возило. Временска прогноза.
Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има изолирана појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Прилеп сончево и топло со мала до умерена облачност. Максималната температура достигна до 30 степен. Времето и утре ќе биде сончево и топло, но во попладневните часови повторно се очекува нестабилност со локален пороен дожд, грмежи и можност за краткотрајно невреме. На одредени места ќе има засилен ветер и појава на град, соопштуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.